Тажна состојба во која не заминуваат најквалитетните високообразовани кадри. Така коментира првиот човек на Државниот завод за ревизија, Максим Мацевски, во разговор за Гласот на Америка. Не заминува она што значи највисоко профилираниот кадар од нашата држава, она што значи носечката гранка или носечкиот столб на идниот развој на нашата држава. Државниот завод за ревизија на почетокот од овој месец објави извештај за заминувањето на стручните кадри. Експертска анализа за периодот од 2013 до 2021 година покажала дека мерките за намалување на иселувањата не биле ефикасни. Направени се две засебни истражувања каде што е констатирано дека бројот на иселени лица достигнува високообразовани лица, достигнува 2500 високообразовани лица на годишно ниво. Ревизорите пресметале дека само за образование на толкова бројка лица државата годишно трошела по 316 милиони евра. И не е само тоа што тие заминале и што сме го плателе за нивното образование, него и тоа што тие нема да земаат плата, нема да генерираат дополнителна додадена вредност во нашето општество, нема да се плаќаат даноци и придонеси и сето тоа ако соберете вкупниот негативен ефект од одливот на високообразовани кадри, цената на чинење за образование годишно за овие кадри од 316 милиона, ќе добиеме вредност од 828 милиона евра, државата губи по однос на она што значи одлив на овие високообразовани кадри. Главниот државен ревизор посочува и на драстично празнење на помалите населени места. Ќе видите колку број на населени места во нашата држава е опустошено, односно нема ниту еден жител, колку населени места се со 10 жители, колку населени места се под 100 жители и ќе дојдете до еден процент некаде помеѓу 30-40% и сето тоа зборува за последиците од она што значи негрижата за одливот на целокупното население наше, а посебно на високообразованиот кадар. Ацевски сепак потсетува дека миграцијата е светска појава. И тоа е процес во кој што како држава не можеме да го застанеме. Меѓутоа, како држава може да пропишуваме политики кои што ги заинтересираме високообразованите кадри кои што се испратени на првите 100 универзитети во светот, да ги стимулираме и да дадеме такви мерки и политики да тие се вратат. Првиот човек на државната ревизија смета дека превенцијата треба да тргне од повеќе институции. Би сакал да укажам дека превентивно треба да се преземе мерки активност од страна на надлежното Министерство за образование и наука, од владата на нашата држава и работната група која што е задолжена за имплементација на резолуцијата за спречување на миграцијата и секако сите други надлежни органи кои што во суштина ќе бидат инволвирани. Ги повикува и домашните универзитети кон преземање мерки. Треба да генерираат одредени смерови, треба да генерираат одредени услови да нашите студенти бидат подеднакво заинтересирани за студирање на нашите факултети. Повикува и на поширока одговорност, кој посочува и приватниот сектор. Што ако државата преземе активности, ги задржи тие кадри, меѓутоа приватниот сектор не е доволно респонзивен за да свати улогата и значењето на таквите високообразовани кадри. Дали вие во суштина сметате дека ќе имаме соодветен развој во приватниот сектор и во дејностите кои што се однесуваат, ако не ги задржиме најдобрите кадри кои што може да дадат дополнително додадена вредност и во развојот? Според Ацевски, одговорност за приватниот сектор има и во еден од најгорливите проблеми на македонското општество – корупцијата, поради која и многумина се заминуваат од државата. Сите зборуваат да имаме корупција, но никој не размислува дека таа корупција доаѓа од приватниот сектор. Зошто? Дали се запрашуваме од каде доаѓаат тие пари? Дали во јавниот сектор ќе имаме корупција ако нема кој да даде? Еве, кажуваме, да, точно е така, имаме корупција во јавниот сектор, има кој бара одредени средства. Но ако од приватниот сектор не е подготвен да ги даде тие средства, тогаш нема да имаме корупција. Прстот го посочува и кон државните служби. Треба професионално да извршуваат својата работа, треба да работат на својот интегритет и треба да бидат посветени на државата и на институцијата каде што припаѓаат. На моите вработени им кажувам 3 работи. Треба да припаѓаат на семејството, треба да припаѓаат на пријателите, треба да припаѓаат на институцијата каде што работат, бидејќи од таму земаат плата и го одржуваат своето семејство. И на крајот треба да имате чувство на припадност на државата. Ако сите овие работи ги немате и немате чувство на припадност, тогаш нема потреба да бидете во јавниот сектор и нема потреба да бидете дел од нашата држава. За овие и за други проблеми,
Ацевски истакна дека веќе разговарал со дел од министрите на новата влада. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.